Во споредба со втората година на мерења на институционална отвореност според индексот на отвореност, односно 2017, кога регионалното ниво на отвореност на локалната самоуправа беше 31%, третата година од мерења, односно последнава, покажува мал, но сепак незначителен пораст од 5%, што го достигнува нивото нели до 36% на институционална отвореност на локално ниво. Овој пораст е, пак ја повторам, тотално незначителен и загрижувачки до некој степен со тоа што и покрај тоа локалната самоуправа на регионално ниво, односно општините на Западен Балкан, сепак успеа да го надминат резултатот кој го постигнаа во првата година, што беше 34%. Но сепак резултатите остануваат на незадоволително ниво. Кога се работи за општините во Северна Македонија, од тие примерок општините што ги земавме за мониторирање, тие имаат остварено 25% отвореност, што е доста значително под регионалниот просек. Алармантна е состојбата со оглед на тоа што главната суштина на општините е да им служи на граѓаните, да им дава информации кои ќе се темелат на отворени податоци и кои ќе бидат јавно достапни и објавени на нивните веб страни и по социјалните медиуми. Понатаму, тие мора отчетно да даваат информации за тоа како ги искористиле јавните пари и како понатаму го подобриле животот на заедницата во која действуваат. Кога се работи за рангирање на локалните самоуправи во Северна Македонија, можам да кажам дека има широк диапазон на проценти, односно имаме општини со помал капацитет кои имаат помала исполнетост, односно 2%, како што е општина Ранковце, па се до највисоко рангираната општина, општина Струмица со 52%. Кога споредуваме според подкатегориите кои ги мериме, што се транспарентност, пристапност, интегритет и ефикасност, според принципот на транспарентност, под кој се подразбира дека се јавно достапни организацијски, буџетски информации и информации за јавните набавки. Тука како трите највисоко рангирани општини ги имаме општина Демир Хисар со 62%, Струмица со 55% и Кратово со 47%. Сега тука доаѓаме до моабетот каква е улогата на медиумите во сето ова и може да кажеме дека сите анализи покажуваат дека нивото на транспарентност на секоја власт, дали локална, дали централна, во нашиот случај, а и во други случаи на Западен Балкан, е право пропорционално со притисокот и интересот на медиумите. Тоа е некоја наше гледиште, каде што гледаме дека колку поголем е медиумскиот притисок и интерес, толку поголема е транспарентноста на власта. Ова значи дека медиумите сепак и понатаму остануваат како моćна алатка преку која граѓаните може да ги притискаат властите да се однесуваат поодговорно и поотчетно.